Битката за Центар влегува во завршна фаза. Двајца кандидати се борат за една од најурбаните општини во Македонија. Центар со години наназад важи за политички символ, место каде што секој избор носи пошироко значење од локалното. И токму затоа вниманието е големо и битката е повеќе одлична. Се судираат две различни визии, два различни пристапи и двајца кандидати со јасна амбиција да го водат Центар. Горан Герасимовски, актуелниот градоначалник и кандидат на СДСМ, кој почетокот на вториот дел од изборната кампања го искористи да испрати порак дека има одлична програма, која што била пишувана заедно со граѓаните, за разлика од некои негови против кандидати, кои ги имале копирано проектите од неговата програма. Герасимовски вели дека периодов интензивно работи на чистење на општината и ги повика граѓаните да излезат на гласање во вториот круг, да му дадат доварба за втор мандат. Ве повикувам во вториот круг да се обединиме и заедно да ја продолжиме визијата за развој на Центар. За мене, за центарци, за Центар што го сакаме. Центар што го сакаме е реалност и Центар што граѓаните го сакаат победи денес. Ке победи и за 2 недели. Центар е и ќе остане во рацете на граѓаните, во сигурни раце. Од друга страна, Мирослав Лабудовиќ од движењето Знам го интензивира настапот нудејќи мерки насочени кон младите и дигиталната писменост. Нуди помош од општината доколку стана прв човек на Центар за учениците да може да купат лаптоп или таблет. Со оваа мерка Центар може да стане пример како локалната власт директно ја поддржува иднината, рече тој. И Лабудовиќ ги охрабрува граѓаните да гласаат на вториот круг и да одберат промена. Вториот круг се почнува од 0-0. Сега е момент кога уште повеќе треба да сме обединети и решителни. Да покажеме дека Центар заслужува вистинска локална власт која ќе биде на страна на граѓаните, а не на интересите на неколкумина. Граѓаните на Центар веќе се изјаснија дека е доста од популизам, доста е од неказнивост и од празни ветувања. Инаку во првиот круг од изборите во општина Центар излезност изнесуваше 50,66%, односно 22.347 гласачи, од скупно 44.109 запишани. Најмногу гласови освои Герасимовски 8.535 гласа или 38,19%. Втор е Лабудовиќ со 5.707 гласа или 25,54%. Трето пласираната е независна кандидатка Билјана Ивановска со 4.465 гласа, 19,98%, а задна е Марија Среброва од Левица со 2.121 глас или 9,49%. Тоа значи дека околу 30% од гласачите во првиот круг избрале опција различна од финалистите и токму тие ќе бидат клучот за победник во вториот круг. Вториот круг ќе одлучи дали Центар ќе продолжи со Герасимовски или пак ќе му даде шанса на Лабудовиќ. Наспроти до сегашниот политички континуитет се појавува опција што ветува нова перспектива, а конечниот збор го имаат граѓаните. Општина Центар, како и секогаш, останува символичка сцена за судирот на две визии и барометар за урбаната политика на државата.